Почитувани гледачи, ви посакувам да дојдете во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Ви се извинувам поради технички проблеми што досниме со емисијата и вклучувањето во живо, но во секој случај ќе бидеме експедитивни, без да ви емитувам она што беше планирано како прилог, само ќе прочитам дел од текстот, затоа што зборуваме за тема која што долу веќе на екранот е испишана. Станува збор за денешниот развој на настаните, чиј што исход се уште се допрва ќе се очекува. Впрочем, ВМРО ДПМНЕ избори на 24 април, додека пак СДСМ велат дека нема да учествуваат на избори. Попладнево во 17 часот е закажана седница на Собранието на Република Македонија, на која се очекува да биде констатирана оставката на премиерот Никола Груевски. Ова следува откако изборниот комитет на ВМРО ДПМНЕ одлучи на избори да одат на 24 април 2016 година. Лидерот на ДУИ Али Ахмети изјави дека овој датум е прифатлив бидејќи е според договореното во пржина и додаде дека не смее да се дозволи да се продолжува и продлабочува кризата во државата. Премиерот Груевски на 14 јануари јавно објави дека ќе ја депонира својата оставка која ќе биде ефектуирана стодена од пред одржувањето на изборите. На 15 јануари председателот на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски преку соопштение ја информираше јавноста дека тој ја примил и дека ќе постапува во согласност со уставните, законските и деловничките права и обврски по однос на депонираната оставка. 0260 91 924 0260 91 925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Срам за политичарите. Толку од мене денеска. Добро, ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден, Огнен, бидеме жив и здрав. Поздрав и до вас, повелете. Нема избори на 24 да се одржат. Ако Груевски манипулира, ќе му се јават сега на телефон и ќе му кажат ајде таму, немој да си играш со народот македонски. И запамти го зборот, ќе го кажам, никој пат нема да се одржат, нема ни теоретски шанси да се одржат избори на 24 април, затоа што не е ни прочистен избирачки список, ништо не е направено до нас, што е договорено од пржина, и поради тоа што Хан покуша да го протне тоа, мислам дека ќе се јават поголеми, значи има поголеми луѓе со поголеми стапови кои што повеќе тепаат, повеќе тегнат за уши и така натаму, и ќе му кажат и на Груевски, и на сите ови околу неговие Стефче криминалец и така сите тие криминалци, ќе им кажат дека не може да се држи, да се води држава со криминал. Пошто не можам да дојдам на емисијата Отворено, која е вечерва, сакам да му поставам едно прашање на господинот Шилегов. Тоа ќе ја молам новинарката да му го постави прашањето и да го праша. Ако бомбите кои што ги објави Зоран Заев се автентични, не се ни монтирани, ни лепени, ни ништо, Добро. со кое право отидоа со криминалци да дискутираат за избори и за било што. Добро. Благодарам, бидеме жив и здрав. Нема проблем, јас ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало. Ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до емисијата. Поздрав и до вас. Благодарам. До тебе. Благодарам. Така, не ми е јасно што толку брза Груевски да на 24-ти да има избори. Дали Терко може да му се смене, он има шаблон. Това му е најлесно да го направи, да манипулира со граѓаните. Не знам, он е власт, он треба да рече ето, кога са опозициите нека има избори. Ако не се слага така. Нек налаже, Хан му кажал на него со председател на ДИК му кажал и може да се одржат на 24 април, он овај демантира председател. Каква му е таа негова политика? Народот го заведува како... Ај нека јок стане од државата таму, ај пријатно. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас.
Ги повикувам политичките партии во Македонија да се држат до договорот од Пржино, порача денеска еврокомесарот за преговори за проширување Јоханес Хан, пред почетокот на Советот за надворешни работи на Европската Унија. Одговарајќи на новинарски прашања, Хан посвети голем дел од неговата изјава за неуспешните преговори во петокот во Скопје, потврдувајќи дека 5 јуни како ден кога ќе се одржат изборите бил исто така намаса во преговорите во петокот. Хан рече дека негова поента е едноставно да се гарантираат изборите. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Сијете вака. Јас Груевски го познам кога дете, кога се шеташе низ Скопје по улиците со точакот. Го знам многу добро. Како е и што е. И сметам дека е ендемично животно, како што е окриската пасамка и молитата на Фелице. Друго. Договорот од Пржино е јасен и гласен. Права и обврски. Обврските он не ги исполни и се плаши и се знае од што се плаши. Сега од што се плаши? Се плаши од избирачкиот список, затоа што во Македонија, колку што ги има избирачки на избирачкиот список, нема жители моментално во Македонија. Во Македонија моментално од прилика има околу 1.200.000 гласачи. Повеќе нема. И он од тоа бега и кога ќе го види тој список, он ќе падне во кома. Друго, он сака избори како што он сака. До сега да краде, да лаже, да заплашува луѓе како што ги заплашуваше луѓе, да уценува луѓе, ако не бидат тогаш, се пропаднала Македонија. Па тој не е од Македонија, тој е од Овчарани, од Леринско, по наводно по татко, а по мајка од Сип, на Мијалков сестра. Добро. Сега. Друго што сакам да кажам. Сега, јас многу потакував, лично, јас, да он ги распише изборите и го чекаме да видиме што ќе прави. Меѓутоа, посебната единица ставена во действие веќе. И друго ќе кажам. Ќе го најде како римскиот цар Нерон, како што го нашло. Друго ќе кажам. Во Англија, во 12 век, бил поглобен Карл Чарлс I. Кралицата. Да. Во Франција, Луи 16. Добро, вака сега, ќе мора да, мислам, дајте да се сумираме по однос на зборувањето, конкретно за она што се случува, без историски статистики. Јас, па тој не е држава, тој не знае што е држава. Така, добро, ви благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Само да си даде оставка и да не се врати и да не постои. Добро. Дали ме разбирате? Да, ве слушнав. Јас сум бил во Маровец, али више никакав не сум во Маровец. Ме разбирате? Значи, толку лажење и крадење не могуче ова. Не могуче народот да го лаже, да го краде, да го обвинува да пензии му качиле, не знам, социјално, све си миња, не качују. Си миња од пензии. Си миња од све друго. Кога се градеше Скопје 63-та година, он не бил ни роден, а сега он владе и краде. И он и неговите партии, неговите соработници. Моли вас да си отиде и фала и пријатно. Ви благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Доста ги лаже народов. Доста неговите со чиповите во глава му веруваат. Дава изјава дека председателот на ДИК му обеќал и му рекол дека може да го средат списокот. А човекот после демантира дека со него разговарали, дека му дал обеќање дека тој може да се исчисти список. Па тоа е море работа, луѓе. 2 месеци минимум требе. Ниту една од договорените работи не исполни. Ниту за медиумите исполни нешто. Ниту за овој список. Само обструира нешто колку да седи за власт. Ја не знам шо чека таа Катица Јанева. Нека поднесе пријава против него, бре, нека го уапсат. Ја оплячка Македонија над 5 милиарди и више евра изнесе со неговата фамилија од државава, го сиромаши народот. За 8 милијарди денари ги лаже, ќе ги запосли 2017-2018, па доста му верува, доста го лаже народот. Толку, фала, благодарам.
Ви благодарам за јавувањето. Поздрав и до вас. Лидерот на коалицијскиот партнер во власта Дуи, Али Ахмети, на социјалните мрежи напиша дека јасно му кажал на еврокомесарот Јоханес Хан дека се најважни интересите на државата и дека кризата мора веднаш да заврши. Граѓаните и државата не може да останат заложници на тесни интереси на група или партија, туку напротив, пред се мора да бидат државните интереси, напиша лидерот на Дуи. Тој посочува дека вниманието на Брисел и на Вашингтон е насочено кон Скопје. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Дали ќе бидам вклучен во програма? Да, во програма сте веќе, повелете, ве слушаме. Ама на телевизија не се слушаме. Не можете да се слушате бидејќи ќе фати фонија во тој случај, затоа вие веќе сте во програма и ве слушаат другите гледачи, повелете. Добро, вака, само да кажам, се јавуваме, значи се јавува возач на терет на шлепер. Значи, каде е господинот Груевски да му плаќам јас патарина во регистрација од 1100 евра за шлепер и да возам автопат на една лента и повторно ми наплатува патишта, тој криминален. Каде е господинот Груевски кога иде со неговите 600.000 евра возило? Како ќе ми одговори, гумата ми се скина на Камен, на Лозово, на Градско, на Сарамзалино. Денеска ми пукна шофершајм на прст на Камен. Каде е, кого ќе ме обештети? Тај криминалец подхитно да си замине од Македонија. Али парите прво да ги врате. Моите пари од 32 години регистрација по 1000 евра, јас 32.000 евра имам платено регистрација. Кој ќе ме обештете што ми ја... Дали се слушаме се уште? Да, се слушаме. Да, така. Камења прскат, гуми се кинат. Кој ќе ме обештете мене, господо? Ќе ве молам. Значи, тој е најголемиот криминалец во Европа. Берлусконе може вода да му носе. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Да, што се однесува малку до регионалниот пат Велес Штип, има сериозни проблеми таму, бидејќи баш во текот на вчерашниот ден го возевме и внимавајте во тој предел како возите. Да се задржиме на она што денеска зборуваме како тема, тоа дека ВМРО-ДПМН, Централниот комитет, одлучија дека изборите сака да бидат на 24 април годинава. СДСМ на тоа реагира дека тие нема да учествуваат на тие избори. Да, како што мислите вие? Добар ден. Добар ден, добра вечер. Ве слушам, повелете. Пред еден-двајца гледачи кажа дека нашиот премиер, значи кој да е, бил ендемично животно. Јас таква гадост во емисија никогаш не сум кажал, но многу пати сум бил прекинуван, така исто и Кавраков, но на овие кои бараат демократија и слобода, се му е дозволено, значи, да кажуваат какви не гадости, закани, уцени, антимакедонштини, негирање на се македонско, се нив му е дозволено. И пак се жалат дека некој нив ги обесправувал, дека диктатура била овдека. Само да ви објаснам зошто не го прекинав гледачот по однос на тој израз, затоа што ендемичните животни во секоја држава се заштитени со закон и се најгледани во државата. Впрочем, кај нас ендемичните животни како што е пастрмката, рисот и шарпланинецот не само што се заштитени со закон, туку се ставени и на монети и така што во таа смисла гледачот го кажа тоа. Значи така, добронамерно го рече, а? Не знам, значи вашето сваќање може би поразлично. Иначе искаже, значи, и канибалистички закани нешто така за линч на нашиот премиер. Добро, се кој изнесе таква закана? Имаш, само не си слушнал. Кога? Ето и што каже, нали, ендемично животно. Добро, што кажа? Остај, ајде. Не, кажете што кажа за канибалистички закани. Би помина на ишто. Не, јас не сакам да сугерирате работи кои што мислите дека биле кажани, а притоа не можете да ги потврдите. Ве прашувам, кој изнел закана? Може, сега ти ова причина не може. Кој изнел закана? Не може да ми превртувате зборови во оваа емисија и да мислите дека тоа ќе ви помине. Кој изнел заканата и како беше? Прекиниме ве човек, ајде прекиниме. Не ве прекинувам. Ако сакате вие да напаѓате без аргументација, нема да го правите тоа. Затоа ве прашувам, кажете реченицата каде била таа закана. Не можам да ја цитирам сега. Ако не можете, тогаш пријатно до вас. Значи, одморете и вие, господин Тале, од јавувањата, со оглед на тоа дека веќе не знаете да се разбирате како луѓе во оваа емисија,
колку и простор да ви оставам, колку и да имам трпение за вас и сето тоа, штом ке заминете, значи при тоа да ми се јавувате во емисија, да набедувате некој гледач дека изнел канибалистичка закана и при тоа да ве прашам како гласеше таа закана, вие да ми речете не е важно, и тоа да го правите со сугерирање, тоа е дефинитивно недозволиво. Одморете си, еве 2 седмици, како вие, така и Кавраков, и при тоа ќе разговараме после тоа. Добар ден. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Здраво, Огнен, поздрав од Велес. Поздрав до вас, до Велес, Македонка, повелете. Огнен, изборите мора да се одржат што е можно поскоро. Оваа политичка криза гледаме дека штетно влијае на целата држава. Пред некој ден на медиумите слушнавме дека бизнесмени кажуваат дека оваа политичка криза штетно се одразува во економијата. Затоа што дури ова ќе дојдеме вика во ситуација да напуштаме работници. Во Македонија треба да напуштаат работници. Па тоа е стварно преседан веќе. Се бориме за секое работно место, а овдека треба да напуштаат работници. Веќе се научивме дека само тоа, они не бараат избори, они бараат да влезат да дојдат на власт без избори. Тоа не може да го добие. Мора да се сложат, да излезат на избори, да се соочат со народот. Народот да каже дали им ја дава да водат оваа држава. Друго нема можам само тоа да кажам дека и Заев како и Црвенковски бараме избори, а ќе треба да се договорат изборите, тогаш не ќе ме сега ние избори, ова ни треба или тоа ни треба. Се 4 партии убаво се договорија. Изборите да се одржат на 24 април. Се постигна сите договори. Се состави специјално обвинителство, законот за бомби, анкетни комисии, составија министри од ССМ и заменици министри, кои стана дел од владата, премиерот се повлече, сега требаше уште да се договори точно датумот за избори. И најнаш на Заев му текна дека не бил прочитен избирачкиот список. Пред тоа не слушнавме дека председателот на комисијата, на ДИК, кажа дека може да се заврши, да се прочити избирачкиот список. А после зошто се предомисли и кажа дека тоа не е можно, тоа не знам, сигурно е тоа продолжена рака на Заев. Понатаму тоа би кажала дека истите три кои се случуваа порано се случуваат и сега. Едноставно ССМ се плаши од народот. Тој знае дека ќе изгуби изборите и најдобро е тоа што нема што да понуди, нема програма и вака е најдобро, ајде ќе ги одложиме изборите, па што ќе биде, нека биде. Не може државата да трпи, не може економијата да трпи, Огнен. Добро. Да дозволиме да се случат изборите и народот ќе окаже својот глас и да даде довербата на тие што мисли дека може да водат оваа држава. Пријатно, Огнен, се најубаво. Пријатно и до вас, ви благодарам за јавувањето, да видиме дали имаме некој друг на линија. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па сега студена, веќе од тие студена изедени се, денеска сме 18. 3 дена се изедени. Значи, по сите тие договори, треба изборите за 3 дена да се поместат. Колку ја можам да сватам. Вчера, господинот председател на ДИК рече дека можни се избори, меѓутоа не е можно се она да се направи што се бара додатно за изборите. Избирачките списоци, попис на население, тоа треба најмалце 2 месеца. Никој не вика да не се оди на избори. Меѓутоа треба да се исполнат и овие точки од договорот. Што се прави со господјата Катица, специјалниот обвинител, и се прават обструкции. Како може на обичните обвинители да се даваат предметите, а неа не може да и се даваат, таа мора да иде во суд и таму да ги обработува. И ги работи. Значи, Груевски се плаши од предвремени избори, затоа што ќе излезат
многу ствари на површина, па тога и народот и сега ги гледа. Меѓутоа тога со отворени очи ќе ги види. Добро. Благодарам за отстапеното време. Јас вам ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Друг на телефон. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Ви благодарам. Вака се речи. Избори, да, треба да има. Тражили сте, гледајте. Бараа тоа што бараа, го добија и мислам дека треба да се прифатат на 24 да има избори. Едно само можам да констатирам, слаба опозиција, слаба држава, силна опозиција, јака држава. Мислам дека партијава на ЗАЕФ СДС нема капацитет, со ова си дадоа автогол. Значи, имаше некои си шанси народов дел да го придобие тие што се ни лево ни десно. Со ова си дадоа автогол. Мислам дека со ова си ја зацрнеа, си ја запечатеа судбината. Катастрофална грешка. Катастрофална. Ние немаме опозиција. Немаме опозиција. Само си гледат партиски интереси. Така тешко се добива влада. Така тешко се формира влада. Им посакувам среќа на 24-ти, народот ќе излезе и ќе си каже за кого е, што е и дали им одговарале сите овие години или ќе го казнат ВМРО. Да сме живи и здрави, има време и избори да се одржат, и спискови да се и чистат, и на 24-ти народот ќе си се произјасни за кого и што е. Ви благодарам на внимание. Јас вам ви благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало, поздрав до огне. Благодарам, поздрав и до вас, повелете. Овде е Валентина од Прилеп. Поздрав до вас, Валентина. Апел до целокупната македонска јавност. Да не се лаже да излегува на овие избори, затоа што ќе бидат наместени како предходните. Купена е печатницата во Битола и се вадат по дупликации гласачки листиња, како на предходните избори. Значи да не се превесла пак по втор пат, трет пат, кој знае кој пат македонскиот народ, да се излаже, да се лажираат овие избори, затоа да се седи дома и да не гласа. Ниту еден македонец, доколку има се уште честни, поштени македонци, да не излегуваат на избори. Ете тоа е. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Прво само да кажам овие што викаат да не се излегува апел што дадат, прво треба да се со име и презиме. Дали е тоа точно што кажува за Битола, а не да се манипулира со народот. Друго, за темата. Изборите мислам дека треба на 24 да се одржат, затоа што навистина државата уште повеќе не оди провалија, колку што може, заради интереси на партиите, а не државните интереси. Значи секој треба пред се да бидат државните интереси, а после личните интереси. Било да е тоа ВМРО, ДУИ, СДС и било кој. Значи треба државните интереси да бидат пред се, а не личните интереси. Сега, за ДИК што се однесува. Председателот убаво кажа на ДИК, убаво кажа пред ХАН дека да, може да се одржат избори, бидејќи сме спремни. И тоа ХАН го кажа. Вака и вака, председателот на ДИК кажа дека се спремни за одржување на избори. И они дека ќе дадат по 26 уште луѓе кои што дадат од Турција по 30 и така натака, да не должам. Сега, после 2 дена, излегува истиот председател од ДИК и кажува дека не може да се одржат избори, затоа што не се прочистени списковите. Прво и основна работа. После последните избори, они имат мандат од 4 години. Што работеле до сега? Зашто не ги прочистили ова списковите? Значи, они взимат, као што чув, дека по 1300-400 евра плата само за да седат само на изборите. Ги слушаме? Не. Требало да седат ја средат работата. А и сега, ако е тоа точно, може однам да ја средат работата и тоа не за повеќе од 5-6 дена. Затоа што ХАН дека рекле дека се е спремно и се е прочистено. Добро. Од друга страна, само уште тоа да кажам, и Ахмети.
излезе многу попаметен и почесен према државата него Заев. И Ахмети го вели истото. И ДПА го вели истото. Дека треба да се одржат изборите заради државата, не ради партиските лидери. Добро. Благодарам, можем, фала многу. Ви благодарам и јас за јавувањето, пријатно и до вас. Дали имаме време за уште еден гледаш? Добар ден. Да, добар ден. Ве слушам, повелете. Јадна земја е таа што Ахмети ќе даде подписа, камоли па тој другиот до него. Тој другиот до него, Петер. Ало. Да, ве слушам, зборувајте. Тој другиот до него уште повеќе што е до века верен. А да не зборим за монструмот нашиот премиер. Па мислим, не ми е јасно овој народ што збори. И во тие се ми ја тој народ. Што кажува? Па овде толку се јасни работите. Тука нема нешто нејасно. Ајде, кад викаме четворица, ајде да ги ставиме. То не се лидери, то се монструми. Него ајде да кажеме. Ако подпишаат договор на 2 јули таму кога беше, сите обврски да се испунат што се ставени на дневен ред. Па ние знаеме дека ги испуни СДС обврските, се врати у парламент, прифати избори да има на 24-ти, ама чисти кристално. А овие што правят до сега? Ги стопира прво изборните спискове. Да не се повтара, нормално. И катица, избори спискове, нови, медиуми. Ништо не прифатија тоа што беше најважно. Прифатијете останали работи да има само избори. Па со овакви избори, па ние имавме 10 пати. Ние СДС прифати овакви избори 2011, ако се добро сеќат сите. Прифати од 5 точки, 3 точки ги решија, 2 не. И обеќаа дека за време на кампањата тоа ќе се реши. И од тоа ништо ветер и магла. Истата работа сега сака ВМРО, ќе решиме меѓу време за списковете и тоа од утре нема да се види ништо. Ќе отидеме со исти спискови и само ќе имаме сами автогол, ако Заев сега прифати избори. Исто го да си подпишал смртна казна. И за него и за неговата партија. Добро. Така да ја мислим овде избори нема, избори нека има, најмалку 3 месеца покасно, колку што ги овие стопира сега, толку да се продолжат, се слагам такви избори да има. Честни, поштени, чисти. Ви благодарам за јавувањето. Благодарам. Поздрав до вас и поздрав до сите останати гледачи кои што денеска не следеа со внимание. Следува дневникот во 17 часот, каде што се очекуваат нови сознанија околу развојот на настаните денеска. Од мене пријатно.